Прво мене што ме мотивира и ме охрабрува да продолжиме напред е фактот дека во Струмица градежните и економските активности не се застанати, напротив се интензивирани. Како што рековте, денес заедно со општинската администрација, со представници од секторот за локален економски развој, секако од секторот за урбанизам, сме во увид на работењето и изведувањето на градежните активности, односно на уредувањето на поројот Свети Илија или народно познат како Чифлиганскиот порој. Станува збор и се наоѓаме во непосредна близина каде што всушност општината пред некое време имаше продажба на градежни парцели, со што дополнително ги правиме овој блок од касарната уште по-атрактивен за градежни активности. И зошто го кажувам ова? Затоа што најголем полнач на буџетот се комуналите од градба, продажбата на земјиште. Со едно такво уредување на каналот, нормално по завршување на уредувањето, пристапуваме со реализација на прв и нормално и на втор слој на улицата 23 октомври, тоа е улицата на која што сега стоиме, со што растаретуваме навистина сообраќајот во целата касарна и е придобивка за сите жители кои што живеат во таа нова Струмица, како што умееме ние да ја нарекуваме. Овде најавувам уште многу, буквално уште многу такви капитални проекти, што во соработка со владата, со ресорни министерства, што од страни извори на финансирање и секако во најголем дел со сопствени приходи на општина Струмица, односно на граѓаните на општина Струмица. Затоа граѓаните не избрале, за да се вложуваме и да реализираме максимално се што е во нивни интерес. Дури и во криза покажуваме дека Струмица може да оди напред за разлика од другите општини. Станува збор во разговор со техничките лица од компанијата изведувач за должина од 2300 метри колку што се одобрени од страна на ТАФ, тоа е проект од програмата на ТАФ. Целата должина за реализација е околу 2800 метри, за што дополнително нормално, доколку не изнајдеме начин да се финансира преку истата програма, ќе вложиме сопствени средства на општината. Во моментот се реализираат 1,4 милиони евра за потребната должина која што има добиена компанијата за изработка и како што реков, дополнително ќе продолжиме до кога ќе направиме нови предмер пресметки и ќе распишеме нови јавни набавки за дореализација на целиот соуредување на целиот канал. Дополнително, како и во многу други ситуации, секогаш најдуваме на проблем со дивоградбите. Еден од проблемите на првата стационажа до каде што сме стигнати на 180 метра од првата дивоградба. И секако ќе изнајдеме решение, ќе разговараме со луѓето да што правиме понатаму, затоа што интересот на колективот е поголем од интересот на поединецот и ќе вложиме максимални напори за надминување, при тоа почитувајќи го нормално човечкото достоинство. Нормално наша обврска е по завршување на веќе имаме пробиена улица, по завршување на првиот слој на асфалт, на потребната подземна инфраструктура, секако дека ќе пристапиме со поврзување на околните улици и населби кои што ги има тука. Улица Струма, знаеме, и таму имаше пробивање пред 5 години, се пристапи тогаш и со прв слој асфалт, па имаше некои имотно-правни проблеми, одредени граѓани не даваат да се продолжи со пробивањето, сметајќи дека дворното место е нивна сопственост, а се покажа дека е сопственост на државата, се надмина проблемот и секако дека по надминување на сите имотно-правни пречки ќе ги реализираме и ќе ги приклучиме и другите населби кои што се долж овој канал.